Добар ден и добре дојдовте во e-училница на видеочасот по природни науки за 5-то оделение. На овој час ќе зборуваме за расејувањето на семките. Пред да го започнеме часот, ајде подгответе се така што пред вас ќе ги имате вашите училишни тетрадки по природни науки и пенкало или молив. Ако сте подготвени, можеме да започнеме. Кажавме дека на овој час ќе зборуваме за расејување на семките. Пред да го објасниме овој процес, ајде да се потсетиме на досега ученото. Размислете и обидете се да ги одговорите следниве прашања. Што се добива после оплодувањето? Што се добива од оплодената јајцеклетка? Што се добива од семеновиот зачеток? И што се добива од плодникот? Како помош за полесно да ги одговорите прашањава, погледнете ги двете шеми, на кои што ви е прикажан целокупниот процес на размножување кај растенијата, и тоа вклучувајќи го и процесот на опрашување, и процесот на оплодување, и расејувањето на семките, и ратењето, како и добивањето на ново растение. Јас сум сигурна дека веќе ги одговоривте прашањата, па ајде да провериме дали точно сте ги одговорили. На првото прашање требаше да одговорите дека со процесот на оплодување се добива оплодена јајцеклетка која ја нарекуваме зигот. На второто, дека од оплодената јајцеклетка се добива зачеток или никулец. На третото, дека од семеновиот зачеток ќе се добие семката. И на четвртото, дека од плодникот ќе настане плодот. Кога зборувавме за растителни органи, кажавме дека секој растителен орган си има своја улога. Семките им се потребни на растенијата за да од нив се создадат нови растенија. Како од семките ќе се создадат нови растенија? Семката треба да се најде во почва, во која што ќе ги има потребните услови за да од неа може да никне и да се создаде ново растение. Покрај почва и вода, на семките потребно им е доволно простор. Односно, потребно е да се оддалечат од местото каде што се наоѓа растенијето родител, односно на некој начин да се распространат. Ваквиот процес на распространување на семките подалеку од растенијето родител го нарекуваме расејување на семките. Зошто е важно расејувањето? Ефикасното расејување е важно за растенијата, затоа што, како што веќе знаеме, растенијата представуваат живи организми кои што не можат активно да се движат низ своето живеалиште. Па на ваков начин, со расејувањето, им се помага на растенијата да преживеат. Семките се сместени во плодовите. Плодовите ги штитат семките се до процесот на расејување. Освен што ги штитат семките, плодовите во одредени случаеви и директно учествуваат во процесот на расејување. Плодовите и семките кај растенијата мора да ги има во голем број. Односно, растенијето мора да создава голем број на плодови и семки. Зошто? Затоа што кога ќе има доволен број на семки, ќе се зголемат шансите семките да преживеат, да изратат и со тоа да се добијат нови растенија. Не сите семки кои што ќе се произведат ќе најдат поволни услови кои што се потребни за ратење и никнење на нови растенија. Некои од нив ќе се разболат, други пак ќе бидат изедени од животни. Расејувањето на семките може да се врши на неколку начини. И тоа: расејување со ветер, расејување со вода, со животни и со прскање. Освен на овие начини, расејување на семките може да врши и човекот. Сега ќе ги објасниме овие 4 начини на расејување. Ќе започнеме со расејување со ветер. Плодовите и семињата кои што ќе можат да бидат расејани со ветер, неопходно е да ги поседуваат следниве особини: да бидат лесно и суви, да бидат пердувести или пак да имаат влакнести или крилести израстоци. Расејување со ветер можеме да сретнеме кај глуварчето, кај јаворот, кај памукот и кај други растенија. Вториот начин е расејување со вода. Овој начин е карактеристичен за водните растенија и растенија кои што живеат во близина на вода. Нивните плодови и семиња се лесни, можат да пливаат во водата и по површината на водата, шупливи се и тие шуплини обично се исполнети или со воздух или пак со масло.
Вакво расејување можеме да сретнеме кај кокосовиот орев, кај лотосот и кај голем број други водни растенија. Третиот начин на расејување е расејување со животни. Животните можат да вршат расејување на два начина. Првиот начин е преку исхраната. Знаеме дека голем број плодови имаат убава боја и мирис и се вкусни, и како такви ги привлекуваат животните. Кога животното ќе го изеде плодот, мекиот дел од плодот ќе се разгради во системот за варење на храната, а семката нема. Семките понатаму ќе бидат исфрлени преку изметот на животните и тоа обично подалеку од местото каде што се наоѓа растенијето родител. Вториот начин за расејување со помош на животните е расејување со прикачување за крзното на животните. Некои плодови имаат боцки или пак се лепливи и како такви може да се закачат за крзното на животните или пак за облеката на човекот. Животните и човекот, движејќи се, ќе ги пренесат семките од едно место на друго. Ваков пример на расејување можеме да сретнеме кај магарешкиот трн. Четвртиот начин е расејување со прскање. Овој начин на расејување е еден вид на саморасејување, затоа што плодовите кај ваквите растенија после созревањето пукаат и самостојно го исфрлаат семето, понекогаш на поголема, а понекогаш на помала далечност. За овој вид на расејување ќе погледнеме две видеа. Овде ви се дадени двата линка на кои што можете да ги погледнете видеата. Ајде да ги погледнеме видеата. Да го погледнеме и другото видео.